Со Али Ахмети прво разговаравме во врска со локалната самоуправа во Гостивар. Таму заеднички го поддржавме кандидатот од Алијанса, има сериозни проблеми, градот потреби имаат граѓаните, соодветни некаква реорганизација во однос на како ќе се постави градоначалникот сека, откако ова наша овој поддршка да му донесе и на него победа. Нашата локална организација, општинската организација на СДСМ во Гостивар заедно со градоначалникот веќе разговараат за една реорганизација во која што секој ќе го најде своето место согласно критериумите кои што ќе треба луѓето да ги исполнат за да бидат дел од тимот кој што во следните 4 години ќе води општината. Така да тоа беше главната тема на разговор. Може би можна коалиција? Стана збор за така нешто? Не, ние, гледайте, немаме коалиција. После таа средба се случи лидерската средба, јас кажав во неколку наврати, жалам што партиите кои што отидоа таму легитимираат една ваква власт. Навлезена длабоко во корупција, кои што ја држат земјата во изолација и на некој начин во медиумски мрак благодарение на кампањите со лажни вести кои што ги прават преку своите медиуми. Мислам дека ниту една политичка партија не треба да даде поддршка на ваква власт, затоа што со оваа власт, тендерска коалиција на ДПМН и знам Македонија нема иднина. Господине Филипче, премиерот ве повика активно да се вклучите во собранието за внесењето на законите од реформската агенда. Дали ќе се вклучите со ваши предлози и дали ќе го поддржите законот за прекршоци? Премиерот треба да каже зошто спиеше 2 години и ништо не исполни од реформската агенда. Јас бев тој кој што после пожарот во Кочани отидов кај него на состанок, затоа што верував и мислев тогаш, но за жал тоа се излезе дека не е вистина, дека човекот има вистинска желба да ја води државата во добар правец, кон евроинтеграција и кон реформи. Тоа што ништо не исполнија од договореното до сега и тоа што, еве, полека ја разоткриваме нивната власт, дека е само еден голем бизнис за една мала група на луѓе блиска до ВМРО ДПМН, значи дека немаат намера, исто како и до сега, да сработат нешто од реформската агенда. Има можност, 12 закони требаше да се донесат до 2025 година. Се донесе само еден на крајот на годината и тоа парцијално. Донесет без сите препораки од Европската унија. Што е доказ дека тие само сакаат нешто да направат, евентуална проформа, колку да се каже дека нешто се работи од реформската агенда, но не вистински да се реформира, посебно овој дел, во делот на правосудството, кај што граѓаните навистина очекуваат нешто вистински позитивно да се случи. При тоа, не е тоа се. Вистинскиот чекор напред кон Европа се уставните измени. Че оваа влада, освен што во пола мандат, кој што веќе е поминат, од 4 години, ако има предвремени избори и повеќе е поминат од мандатот на владата, не направи ништо со реформите, не направи ништо, ниту пак со уставните измени, за да ние почнеме вистинските преговори, отворањето на кластерите и поглавијата со Европската унија. Во извештајот кој што е стигнат и најавата за работата на новото кипарско претседателство, не е спомната Македонија. Спомнато е дека, ќе искоментирам, дозволите ми само уште кратко, затоа што е многу битна темата. Се спомнува кратењето на фондовите од Европа, поради тоа што е владата ваква каква што е. Гледайте, на граѓаните треба да им е јасно, со оваа влада нема реформи. Се е една лажна пропаганда со цел нивните бизниси во позадина да тераат. Нема збор за сомнителниот капитал од Алта банка, нема збор за тендерите, 161 тендер, милионски тендери за компании вчера регистрирани на луѓе блиски до ВМРО ДПМН, средби со луѓе на вице-премиерот, со луѓе блиски до Путин, премиерот кажува реформската агенда. До сега требаше многу работи да се случат, за жал разоткриени се, а ние сме тука во собранието. Апсолутно ќе поддржиме се што треба да се поддржи за да
земјата тргне напред. Во однос на законот, сакам да направам јасна дистинкција помеѓу две работи. Прво, нашата поддршка која што тој закон ќе има од аспект на безбедност на сообраќајот. Тоа е нешто што е потребно во Скопје, во сите големи градови и насекаде по патиштата во земјата. Но многу битни два аспекти на кои што власта не одговара. Прво, што ќе се случува со огромната количина на податоци кои што тој систем ги генерира, имајќи предвид дека ВМРО ДПМН е познат по злоупотреба на такви податоци. И втората работа, висината на казните. Висината на казните е нешто за што мора да се разговара и тие две прашања ги покренеме во собранието. Дали собранието може да покрене и да покаже добра волја и да побара од мало одложување на сесиите за најмногу 3 месеци? Гледайте, се може да се направи ако се има вистинска волја нешто се сработи во интерес на граѓаните. Се може да се направи и за се може да се дебатира. За жал ние не видовме волја од оваа власт за нешто вистински да се дебатира. Имавме многу повици, имавме многу предлог закони за раст на платата. Стандардот тоне на граѓаните од ден на ден. Државата се презадолжува. Секој ден е ново задолжување. Имаме 2 милиарди кои што недостасуваат само сега. Има пари кои што се земаат само за да се троши без никаква инвестиција во капитални објекти. Имаме ризик од мигранти кои што треба да дојдат за пари, кои што исто така нема сериозен демант, ниту пак ја потпишаа нашата предлог декларација. Така да, ако има вистинска волја да се води државата така како што треба, така како што стратешките правци биле изминатите 30 години, вистински кон Европска унија, се може да се дебатира во собранието. Дали може би биле таква постапка во собрание за одложување на законот? Не, ние ќе ги иницираме овие аспекти кои што се битни и кои што се во интерес и корист на сите граѓани, а не само едни аспекти кои што им одговара само на оваа тендерска власт. До 24 имате конгрес, какви се очекувањата од него? Добро, на конгресот ќе се дебатира за повеќе работи, јас ќе ја презентирам новата програма, новото делување на партијата во следниот период треба да се гласа доверба на органите согласно статутарните одредби после секој изборен циклус и секако дека ќе се презентира извештајот од изборите. Ви благодарам.